Добар ден на сите. Деновиве ВМРО ДПМН навистина ја малтретира македонската јавност, обедувајќи се со сите сили да го потцени и да го девалвира извештајот на анкетната комисија за настаните од црниот понеделник. Болната вистина од која ВМРО ДПМН бега е дека во официјален и полноважен документ веќе е нотирано бруталното исфрлање на новинарите и пратениците на опозицијата од Собранието на Република Македонија. Болната вистина е и тоа дека власта го прекрши највисокиот акт на оваа држава, а тоа е Уставот на Република Македонија. Да бидеме искрени, не сме изненадени. Знаевме дека ВМРО ДПМН нема да сака да се соочи со вистината. Доказ за тоа беше и првиот чекор кој што го направи, а тоа беше предлагањето на Димовски и Дулич за членови на комисијата. Лица кои директно учествуваа и ужива без око да им трепне, кога полицијата, кршејќи го Уставот, ги тепаше, влечеше и исфрлаше од собраниската сала нивните колеги, пратеници од опозицијата, а претходно и новинарите од галеријата. Уште еднаш сакаме да подсетиме. Извештајот за 24 декември е едногласно усвоен и подпишан од страна на сите членови на анкетната комисија. Ставањето на забелешка при подпишувањето на извештајот по негово усвојување со консензус нема никакво влијание, ама баш никакво влијание на полноважноста на извештајот, ниту политички, ниту правно. Груевски треба да ја објасни на јавноста зошто овој изум со ставање на забелешки после подпис на некаков договор не го употреби, например, и кога ги подпишува договорите за задолжување на државата. Зошто после неговиот подпис не напише фуснота која ќе гласи без согласност на граѓаните на Република Македонија, па граѓаните во иднина да немаат обврски да ги враќаат долговите кои ги зема во нивно име. Ноторна глупост е обидот на власта аргументацијата за оградување од договорот да ја бара во Виенската конвенција. Виенската конвенција се однесува на меѓудржавни договори кои се применуваат за односи помеѓу две држави. А колку што сме чуле во последно време, ВМРО ДПМН се уште не се прогласило за држава. Споредбено, тоа е како да се обидете меѓународните правила за прекуокеанска пловидба, да ги примените за возење кајче во Охрид. Конфузијата на ВМРО ДПМН секој ден станува се поочигледна. Така, за Груевски истиот извештај е невалиден. Димовски тврди дека се подпишал на тоалетна хартија, а министерот за надворешни работи, Поповски, го поздравува извештајот и го истакнува неговото значење за европската перспектива на Република Македонија. И се тоа во само 3 дена. Од иста владали и од иста партија се овие тројца со така спротиставени политички ставови. Очигледно е дека власта паралелно сака да продаде два спротиставени става. Едниот за домашна, другиот за меѓународната јавност. Доколку премиерот е толку бескомпромисен, цврст и решителен дека извештајот е невалиден, зошто истото што го тврди за македонската јавност, а тоа е дека го подпишал, ама не го признава извештајот, зошто тоа не го соопшти и на авторитетите со кои што се среќава и комуницира во Брисел? Комесарот Филе, конкретно во својата изјава, прецизираше дека го поздравува извештајот финален, усвоен со консензус. Зошто Груевски јасно и јавно не му соопшти на комесарот Филе дека извештајот, потврден и од меѓународните експерти, го смета за беззначајно парче хартија? Зошто Груевски јасно и прецизно не му соопшти на комесарот Филе дека тој грешно тврди кога еве во неговата изјава пишува дека финалниот извештај е усвоен со консензус, прифатен од страна на сите, повторувам, сите членови на анкетната комисија. И откако сето ова ќе му го соопшти на комесарот Филе, може би најдобро е дури потоа да побара позитивен извештај за Република Македонија. Очајни се напорите на
власта пред домашната јавност да прикаже цврстина и непопустливост. Да покаже дека се она што го тврдеа во изминативе повеќе од 8 месеци паѓа во вода. Вождот е гол, а неговите партиски извршители се во тотална конфузија. Социјалдемократскиот сојуз непоколебливо ќе инсистира на доследно применување и исполнување на сите обврски кои произлегуваат од извештајот, кој беше усвоен со консензус и испратен како таков. Ова е единствениот начин на кој Македонија ќе се врати на европскиот пат, а европските вредности ќе почнат да се рехабилитираат во нашата држава. Денес, кога извештајот влегува во собранието, бараме веднаш, на вистински начин, со вистинска брзина, да се почне со неговото спроведување. Прв и можеби најважен чекор, што би можел да го превземе Трајко Велјановски, по спроведување на извештајот, е да си поднесе оставка. Бидејќи токму во овој полноважен и релевантен документ е констатирано дека токму тој во неколку наврати ги прекршил законите и го прекршил Уставот на Република Македонија. Ви благодарам на вниманието, повелете со прашање. Повелете. Дали ќе побарате официјално како пратеничка група во собранието оставка? На таа тема, да бидам искрена, уште не сме дискутирале. Од една страна знаеме што пишува извештајот, сега тоа го знае и македонската јавност, дека практично во секоја точка од извештајот е апострофирана одговорноста токму на председателот заради она што се случи на 24 декември, а кои сите ние би посакале никогаш да не се случеше на Република Македонија. Меѓутоа, како што знаеме да го читаме извештајот, така знаеме и да направиме математика. Математиката во парламентот е јасна. ВМРО ДПМН секој ден се повеќе и повеќе бега од политичка одговорност за секој од чекорите кои што самиот ги превзема и пред, а особено на 24 декември. И затоа сметавме дека вистинскиот чекор во овој момент за Македонија е не некој да бара интерпелација или одговорност од председателот на собранието, туку Трајко Велјановски самиот да си ја поднесе оставката. Сметаме дека само на таков начин ќе покаже дека и извештајот нешто му значел и дека има одредено каење заради настаните од 24 декември. Меѓутоа, предпоставувам дека штом тоа не се случи веднаш по црниот понеделник, сега е тешко тоа да се очекува. Тежината, одговорноста останува на негови плеќи.